Почитувани гледачи на Македонската телевизија, добро вечер. Градски стадион Скопје, 24 мај 2001 година. Девето финале на сениорскиот фудбалски куп на Македонија. Кому ќе му припадне овој драгоцен трофеј, пехарот на Фудбалскиот сојуз на Македонија? Дали на екипата на Слога и го Магнат по трети пат или пак на екипата на Пелистер од Битола по прв пат во нивната клубска историја. Досега во изминатите 8 надпреварувања во Купот на Македонија само 3 екипи успеале да се закитат со драгоцениот трофеј. Екипата на Вардар најуспешна, вкупно 4 пати триумфираше во своите 5 финалиња. Екипата на Силекс 2 пати во 3 одиграни финални мечеви, Слога и го Магнат 2 пати од 5 финалиња, Пелистер играл на 2 пати во финалето, ова ќе биде нивна трета, се надеваат среќа, а екипата на Победа минатата сезона не успеа за прв пат во своето финале да го освои Купот на Македонија. Значи традицијата на страна на поискусната екипа на Слога и го Магнат, актуелниот бранител на трофеот и освојувач на двојната круна од минатата сезона. Очекуваме со нетрпение да ја видиме разврската во финишот од првенството на Македонија во Купот вечерва и се разбира в недела разврската која екипа ќе се закити со шампионската титула. Тимот на Слога и го Магнат по рекорден 6 пат, најмногу досега финални мечеви одиграни од прволигашот од Чаир. Гулабите се надеваат на продолжување на нивните успеси кои што започнаа пред 2 години со освојувањето на шампионските титули 99-та, потоа и 2000-та година. А се разбира што се однесува до Купот, првиот свој успех го има во 96-та година кога триумфира против тимот на Вардар на пенали. Тогаш по регуларен дел беше во единственото финале досега одиграно без голови во 120 минути игра 0:0. Подобри беа черчани со 5:3. Излегуваат фудбалерите на двете екипи предводени од тројцата судии што ќе го водат овој надпревар. Начело со Беким Баута, искусниот судија од Струга, негови помошници Зоран Јосипов од Кавадарци, Благоја Шуклев од Стојаково, четврти судија Илија Давчев од Велес, делегат Харалампија Хаджиристевски од Прилеп, член на управниот одбор на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Се е подготвено за оние почетни церемонии, да видиме фудбалерите на двете екипи на теренот. Ја очекуваме сега и македонската химна. Македонија во Ѓорче Петров, тогаш Вардарци ќе дојдат до шампионската титула. Убав потек беше тоа на Игор Талев, ја извлече топката и сега на спротивната страна. Грозданов, повратна од Талевски, да има голема шанса, ето и нема гол изборен одбрани. Меѓутоа во повратната ситуација Ванчо Мичевски доаѓа до водство за екипата на Пелистер, 15-та минута изборена акција која што ја завршува еден од најдобрите стрелци во македонскиот шампионат, Ванчо Мичевски за водство на екипата на Пелистер со 1:0. Предуслов да гледаме добар фудбал, првата поголема, посериозна шанса екипата на Пелистер ја користи и доаѓа до предност во ова големо финале. Ако досега екипата на Слога и го Магнат имаше повеќе од играта, меѓутоа без вистински удар, без вистинска закана кон противничкиот гол на Китановски, Пелистерски успеваат, гледате тука во оваа ситуација одлично одбрани рефлексно голманот Николовски, победот на Талевски, меѓутоа одбиената топка Мичевски од само 5 метри ја спроведува во празната мрежа. Се разбира, ова е вечер која што ќе им припадне или на
навиваците на Пелистер или на Слова. Беше тоа шанса за Станковски, меѓутоа не ја зафати добра ватата. Бекири, веднаш двајца на него, да видиме Димов, тој што го следи, Бекири, одличен центар шут и гол. 1-1 Нухи. Се заканија пред неколку минути, беше евидентно дека голот виси во воздух, грешка на одбраната на екипата на Пелистер и во 24-та минута Нухи успева да го оствари она што не му појде од рака во 21-та. Да погледнем уште еднаш. Бекири одлично се најде во оваа ситуација и половина автогол, половина гол, во секој случај ќе го биде вписан на Нухи за 1-1 во 24-та минута. Еве уште една таа ситуација, колку малку му е потребно на Бекири да си создаде позиција за центаршут. Тука Стојменовски малку невнимателно. Убава топка до Димитровски и спасува сигурен гол пред Силски. И уште една ситуација кога 5 минути големи на Пелистер во казнениот простор на противникот. Здраевски првдоаѓа топката. Повторно кон Елмазов. Одличен центар шут, голема шанса и 2-1 за Пелистер. Славеникот на овој надпревар, ако биде Славеник се разбира, меѓутоа во секој случај човекот тој најави дека се просува од активното играње фудбал. Митко Стојковски ја користи својата втора шанса во истекот на 36-та минута од надпреварот. Пелистер повтор пат во водство до ова големо финале, значи може да очекуваме уште многу голови, уште многу возбудувања. 2-1 водство за тимот на Пелистер и повторно голема радост за оној дел од публиката каде што се популарните скембари. Успеа да се снајде покрај двајца противници играчи од одбраната, големиот фудбалски јас Митко Стојковски и во манир на спиц играч постигнува погодок. Здравецки и Арис опоменати со по жолт картон во досегашната средба. Стојковски ја избива топка. Зоран Јованов, оном каде што ретко го гледаме, добар центар шут. Растичи Стефанов, сега Горан Јовановски кон Бекири. Одличен лоп удар и спасува сигурен гол. Тоа е Ванцо Митев. Погледате уште една оваа ситуација, одличен лоп удар. Излезе голманот Китановски, но Ванцо Митевски спасува. И сега уште еднаш обид да се загрози противничкиот гол. Нухи во оваа ситуација, барем за досегашниот текот на преора тоа финале против Пелистер. Јанес на добар удар и во случајот Китановски брани, но да видиме, од вториот обид ја прифаќа топката во своите раце. Горан Јовановски кон Пресилски. Обитот далечина на Пресилски можеше да биде тоа ефектен погодок. Ретко во позиција да е во пасива, сега уште една голема шанса за Пелистер на два пати. Најпрвен Димитровски ја погоди гредата, а потоа и одбиената топка на Митко Стојковски можеше да ја смести во мрежата. Да видиме уште една. Како само по прекини успеваат да направат големи шанси играчите на Пелистер. Погледнете, остана Димитровски на 7-8 метри останен пред противничкиот голман Бекири на неговото омилено место. Да видиме, ќе успели да се ослободи да центрира покрај Димов. И ево уште еднаш се ослободува, голема шанса е тоа и изборена интервенција на голманот Китановски. Се уште трае акцијата. Станковски уште еднаш брани Китановски го спасува својот гол. Многу возбудувања само за 2 минути. Погледате уште еднаш што може да направи по еден одличен пробив изворениот Аржент Бекири. Ослови го Магна, тука се уште и неговиот брат Горан и Аргент Бекири. Инаку рекордери кај фудбалерите, само да го проследиме овој напад. Топка кон Станковски, меѓутоа немаше доволно остри на овој центар шут. Лесен плен за голманот Китанов.
Што се однесува до фудбалерите што триумфирале досега во Купот на Македонија, најмногу триумфи играат Зоран Бошковски и Владко Љусев, по 3 пати досега се радувале во Купот на Македонија. И сега голем превите, тоа меѓутоа чив поголем. Дали на голманот Китановски која промаши оваа топка или на Станковски која погоди, меѓутоа промаши празен гол. Погледнете уште таква топка од само 5 метри не успеа Станковски да реализира 100% на ситуација. Шанса за Капинковски, без во 16-тетникот и право во голманот Михаловски. Митко Стојков. Кон Алмир Бајрамов, кој премалку влезе во игра, може да се случи тој ниту еден контакт да нема со топката, да каже дека бил учесник во ова големо финале. Ево сега Бајрамовски. Векири, Пануси. Пресловски ја одбива топката. Веќе измина 5 минути, да видиме ќе дозволи ли судијата Баута да се изведе и овој слободен гор. Пресловски изфрла Бајрамовски во поле и уште една контрола на судијата Баута до каде е времето. И еве, во овој момент, крајна на преварот, ќе се радуваат фудбалерите на Пелистер за својот прв трофеј во историјата на македонскиот фудбал. Го освојуваат Купот на Македонија, 9-тиот поред за нив прв во клупските витрини. Успеваат во своето трето финале да ја остварат целта, да дојдат до победа во Купот на Македонија. Ја совлада екипата на Словија и го магнат, која што беше фаворит на Хартија пред почетокот на овој надпревар. Лидерот во првенството, актуелниот бранител на двојната круна допред овој надпревар, екипата на Словија го магнат, која што се обиде да дојде до третиот триумф во Купот, меѓутоа не успеа, најде на расположениот тим Пелистер и едноставно ќе мора да се подаде раката на подобриот во ова финале. Ѓоре Јовановски, искусниот и веќе докажан стратег во македонскиот фудбал, едноставно изјави дека ова е финале во кое што може да реши и момент на инспирација и некоја случајна грешка или пак некој изненаден гол од кој да е од противниците, така е секогаш во големите финали на кревари, така беше и денеска, така беше вечерва на градскиот стадион во Скопје, каде што фудбалерите на Пелистер сосема заслужено дојдоа до освојување на Купот на Македонија, се запишуваат како четврта екипа која што успеала да дојде до еден трофеј во македонскиот фудбал. Аплаузи од околу 6000 гледачи на градскиот стадион во Скопје за екипата од Битола која што дојде тука да се бори и со изворена дисциплинирана игра, сигурно беа и мотивирани, крајно мотивирани фудбалерите на Пелистер во овој свој трет обид да дојдат до освојување на Купот на Македонија. Да подсетам досега, во 99-та година триумфираше Вардар, кога беше слободен Пелистер со 1-0, со голот на Саво во 88-та минута. 94-та година Силек го слобода Пелистер на пенали 4-2, кога по регуларните 90 минути положение беше 1-1. Вардар против Силек 95-та славеше со 2-1. Словија го магна дојде до првиот трофеј 96-та година во дуел со Вардар 0-0 и 5-3 на пенали. 97-та Силек против Словија го магна славеше со 4-1. 98-та Вардар против Слога 2-0. 99-та повторно Вардар Слога 2-0. Минатата година во Прилеп Слога го магна победа 6-0 и еве сега во 2001-та година екипата на Пелистер доаѓа до триумф во Купот на Македонија, кој е четвртиот македонски тим што се закитува со трофеј. Тука се значи голманот Китановски, па Мило Димов, Васко Стефанов, Јордан Стојменовски предмалку, па Димитар Капинковски, Илио Мазовски, Кире Грозданов, Игор Талевски, Ванчо Митовски, Драган Димитровски и секако капитенот Митко Стојковски. Очекуваат со нетрпение да го подигнат овој Драгосен Пешар на фудбалскиот сојуз на Македонија. Тука се и резервните фудбалери, во моментот Митко Илиев, покрај него и резервниот голман Томе
Пасовски, па Мишел Доне, Паумир Байрамовски, кој влеза во финишето на преварот, Игор Момировски, Цвето Делиевски и Власко Деловски. Во позадина да забележувате и председателот на фудбалскиот клуб Пелистер од Битола, господинот Горан Моденовски. Сигурно и за него незаборавна вечер во освојувањето на првиот голем трофеј за тимот од Битола. Со нетрпение се очекува и моментот кога ќе биде вратен пехарот на Фудбалскиот сојуз на Македонија во рацете на капитенот, на човекот кој најави простување од активното играње на фудбал. Митко Стојковски, човекот кој стави печат на ова финале, мислам дека беше играч на преварот и не само поради оној решавачки гол што го постигна во 36-та минута, туку според изворено организираната игра во одбраната на својата екипа. И еве сега моментот. Големиот пехар на Фудбалскиот сојуз на Македонија за прв пат во рацете на капитенот на екипата на Пелистер Митко Стојковски.